Ова утро ве поздравуваме од паркот Авионче, токму во населбата Новолисиче и токму синонимно го одобравме ова место за да го направиме овој разговор кој што ќе имате можност да го проследите во продолжение, затоа што ќе зборуваме за патувањата и за убавините. Овој пат ќе се насочиме и ќе се посветиме за убавините на нашата мила земја Македонија. Ова утро ќе ви го представиме Марко Џамбазовски, кој што е влюбеник во уметноста, влюбеник во глумата, во музиката, но е и видеомонтажер и секако влюбеник пред се во убавините на нашата мила земја Македонија. Тоа можете секако да го препознаете и по неговиот социјален медиум, односно платформата каде што ги пласира фотографиите кои што тој токму лично ги прави на Инстаграм. Марко, најпрво ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро и на тебе. Убаво што се најдовме кај мене во мојата населба, малце на овој сончев ден, да искористиме зраците. Да ги искористиме сончевите зраци кои што секогаш нели ни прават една попозитивна енергија. Марко, голем дел од публиката веќе те знае, тебе ти има запознаено, но секогаш е добро нели убаво да се потсетиме и да видиме што има ново, на што можеме да го забележиме во последниот период нели на твојата платформа на Инстаграм, каде што постојано и често нели ги пласираш твоите фотографии кои што лично авторски нели ги правиш за убавините на Македонија. Пред се сакам да те прашам како започна еве твојата идеја за да посетуваш толку многу необични и непопуларни на некој начин места и села во Македонија? Добро, јас се сметам себе си за дел од тој алтернативен правец, како и во уметноста кај што делувам, така и општо во животот, еве да ги земеме на пример патувањата. Едноставно чувствував некаква аверзија, да речам, кон се она што се нарекува мејнстрим и почувствував потреба да ги осознам оние скриени ќошиња во нашата земја, каде што едноставно не знам што се крие, не се тие некои места кои што се изнафотографирани, па ние да имаме претходно некаква слика за тоа што би не очекувало таму, туку всушност би трнал на овие патувања без некакви претходни очекувања, без да знам што ме чека таму. И едноставно решив да ги спојам овие мои пасии со фотографија, видео, со патувањата. Како ги пронаѓаш местата, односно пред да тргнеш на некое патување, како одредуваш која ќе биде еве твојата денешна дестинација? Па, имам неколку тактики, ама би издвоил онаа што ми е мене омилена. Таа она е најавантуристичката, да ја речам, кога едноставно наоѓам некое место на карта, не знам што се крие таму, едноставно место ми звучи како интересно и со автомобил тргаме и едноставно одиме, како што реков и пред малку, без очекувања и едноставно не можеш да си отидеш разочаран бидејќи не си имал претходно никаква слика за тоа што те чека таму. Други начини од луѓе кои што прават нешто слично, едноставно по збор од друг си чул нешто, па ете и на тој начин може да се посети некое место. Те интересира ли, например, еве кога ќе најдеш место на мапа кое што ќе го посетиш, како што спомена, истражуваш ли малку, те интересира ли чисто да видиш некоја фотографија што се крие за тоа место или одите директно само на лице место да видите што се случува таму и како живеат мештаните таму? Оваа тактика првата што ја кажав, најчесто не отварам никаква фотографија. Тоа се некои обично селца помали кои што најчесто и не имаат фотографии на пример објавено на самата карта. Така што можеби сателитска снимка ќе отворам, едноставно видам патот каков е до таму, да видам дали се стигнува лесно, потоа си оставам се на авантурата да ме однесе и да видам што се крие таму. Марко, кое е до сега најнеобичното место кое што го имаш посетено? Не верувам дека е едно, нели? Сигурно се неколку и да ни споделиш искуство од таму кое според тебе најнеобично место кое што го имаш посетено? Па, сите места си имаат некоја своја необичност. Сега вака не би можел да издвојам конкретно необично место, меѓутоа оние места кои што се поднапуштени, каде што живеат пример една бабичка, еден дедо, не знам, во некое целосно
као напуштено село, ми се онака навистина фасцинантни, затоа што успеваат овие луѓе едноставно да живеат таму и дури имаат постојано некоја насмевка на нивното лице, без разлика што се сами, но затоа кога ќе дојде некој во нивното село, нема шанси да се отиде без да седне кај нив на, не знам, домашен сок, на благо, ракија им е специјалитет во секоја куќа, тоа не може да се одбегне. Така што тие ми се така особено интересни искуства, бидејќи тука не е само она визуелното кое што ќе го видиш на прво одење, туку едноставно од овие луѓе дознаваш многу повеќе за самото место, нешто што самиот вака да го шеташ, едноставно нема да можеш да го осознаеш. Верувам дека и некој од бабите кои што те имаат пречекано или пак дедовците, дека ќе те препознаат утрово дека си бил нивен гостин. Имам во телефон веќе во именик бројчиња од дедовци, од баби по селата, секогаш тоа завршува така, си разменуваме бројчиња, ако дојдеш пак да ми дојдеш во куќата, ќе се напиеме ракиичка, ќе ти спремам уште нешто, такви мовети секогаш завршуваат. А Марко, се враќаш ли повтор пат на истото место? Па, сум се вратил неколку пати така во неколку места, меѓутоа сега за сега првично ми е тој авантуристички дух, да одам на места кои што не знам што се крие таму. Меѓутоа немам проблем секако се вратам, секако веќе имам како што кажав познати луѓе во тие села и убаво е секогаш да се вратиш и повторно да си направиш муавет со истите луѓе. Оно што можам да го забележам од фотографиите кои што ти ги објавуваш, дека дефинитивно имаш посетено, речи си, 100 места и села веќе во нашава земја. Што оно што ти веќе го препорачаш на гледачите, каде треба да отидат, што треба да посетат, некое место кое што и за тебе има убавина, нели сепак си има свој дух, но сепак не е толку популарно и не го знаеме и буквално ништо не се случува таму. Па јас не би дал некоја конкретна препорака до било кој за конкретно место, меѓутоа моја препорака би било секој да си го најде својот начин на патување, своите места, бидејќи сметам дека овој тип на патување можеби не е за секого, едноставно некои луѓе можеби сакаат море да се видат, не знам, ноќен живот, мислам тоа не е ништо погрешно, меѓутоа секој треба самиот да се инспирира за тоа што би сакал да прави. Ако некој смета дека ова е што го правиме, нели, интересно, му се гледа интересно, мислам дека би било супер ако ништо друго може да го отвори мојот профил, да проба да се инспирира од некој од местата и мене би ми било драго да му споделам некој совет за местото или било какво прашање ако има, така што тука сум за било што. Си ги цениме ли ние нашите места? Сметаш ли дека ние како народ доволно ја познаваме нашата земја и сите оние места зад кои што се крие нешто секогаш? Па, јас конкретно не се сметам себе си дека ја познавам доволно земјата, иако сум бил на повеќе места. Ако ја отварам картата, бидејќи веќе си ги бележам местата каде све сум бил, вака на Google Maps, Македонија е полна со звездички каде што сум бил, меѓутоа имам уште толку места обележано на кои што допрва треба да отидам. Така што секогаш може да се осознае повеќе. Не сметам дека си ја познаваме доволно, затоа што сепак живееме во едно мало парче земја кое крие премногу природни, културни и историски богатства и се лесно достапни и ефтино можеме да стигнеме до секој од тоа место, меѓутоа мислам дека голем дел од луѓето не размислија за таа опција, едноставно популарно е денес нели патуваш низ Европа и низ светот отколку во својата држава. Така што мислам дека секој може да даде шанса на патување низ Македонија и да види што се крие тука. Значи можеби ќе му се допадне, можеби не, тоа станува на самиот човек, но би требало да се даде шанса секако. Треба ли нешто да се направи во поглед на развивање на селскиот и руралниот туризам кај нас? Па, прво што треба да се направи според мене е едукација кон
пошироко население, можеби најмногу на еколошки план. Сметам дека не секој е можеби подготвен за патувањата во природа и на такви места кои што не се толку посетувани, затоа што мислам дека еколошката свест е на многу ниско ниво денес и малку е неубаво да се загадуваат и овие недопрени места во природата. Можеби е тоа прво нешто што треба да се направи за да бидат подготвени поголем дел од луѓето да ги истражуваат овие убавини на Македонија. Останатото останува на луѓето, што како ќе направат и што ќе посетуваат, бидејќи сепак овие места се рурални, како што кажа, и премногу па и сега средување на тие места можеби би се уништило магијата на овие места. Имаш ли ти омилено место во Македонија, односно моментално кое е твоето омилено место? Па како што кажав, пред се искуствата мене ми се омилени, не толку местата. Секое место си има некаква убавина која што треба да се искуси, еве да речам би го издвоил Кожув како едно место каде што барем во летните денови сум си поминувал прекрасно. Орел, селото Орел ми исто така можеби не е толку познато, но ми оставило така убав впечаток со бескрајни зелени полиња, со сите муавети со луѓето кои што сме ги направиле, целото поречие, така што има многу места. Ако почнам да набројувам, веројатно би трajala емисија подолго од што треба. И Марко, за крај, како наоѓаш за се време за еден млад човек кој што знаеме дека преценили на младите им се излегувањата во последно време и дружињата, но како наоѓаш да ги изменаџираш сите работи и да бидеш присутен буквално сегде на поле на музиката, да си работиш работата која што ти е примарна, нели, видеомонтажа, да успеваш да бидеш дел и од актерството, од фотографијата, но сепак и да патуваш и да осознаваш нови места кои што секако на луѓето кои што те следат на твојата платформа можат да ги проследат фотографиите, па и да се инспирираат од тебе. Мислам дека може за се да се најде време во животот, едноставно само треба да си дадеме шанса. Јас на пример работам како видеомонтажер и поминувам повеќе часови пред екранот и малку е тоа заморно и баш заради тоа сум решил дека треба правам повеќе работи во животот, за едноставно да се осеќам освежено и да можам се она што го правам да го работам на нивото на кое што посакувам. Така што едноставно за мене монотонијата е малку така една работа што ми пречи и мислам дека всушност таа ме мотивира да ги правам сите овие работи. Марко, навистина ти посакувам да си имаш уште многу успешни и створени приказни преку видео и фотографија. Навистина одлично го правиш тоа и е за поздрав. И секако ти посакувам да си успееш во твојата цел, да ги посетиш сите места во Македонија, иако не знам дали досега има човек кој што ги посетил сите места и села во нашава земја. Ти благодарам и што прифати да бидеш дел од Добро утро секој утро. Фала ти, тебе ми беше драго што поразговаравме. Да, беше тоа на Марко Џамбалзовски, еден пример за млад човек кој што делува на неколку полиња, пример за сите млади можеби како треба да си го одвиваат својот живот, покрај тоа што споменавме дека тоа е дел и од музичка група, можеме да го видиме и како актер, си има примарната работа како видео монтажер, неговата платформа на социјалната мрежа Инстаграм навистина и тоа како богата со преубави фотографии и видеа кои што тој ги прави од нашите преубави пределени со Република Македонија и навистина е на инспирација за сите нас секое слободно време кога имаме можност да отидеме и да посетиме некои од овие места кои што и тоа како не се познати, некогаш можеби не сме ни чуле за некое место, а сепак за тоа место се кријат навистина преубави убавени кои што го красат секако тој дел.